Србија има од 19. век доктори по монетарна политика, завршили во Дрезден, Минхен, Париж, Женева. Тие ще го земат Груевски од универзитетот во Прилеп со сите двојки или шестки се кај нас, то се веројатно тројки се при вас, така ли? Така е. Нешто тројки со сите тројки кои го минат с интервенција на половина партиен комитет од Прилеп, кадето тој дома живееш, што го земаат демојди, тие искат да го купат следниот лидер на ВМРО и го купуваат за ефтини пари, 5000 евро на месец. И така стана. Тогава, со идењето на Груевски промени се комплетната политика. Груевски очакуваше, че имаше сведенија, че е постигнал некакав договор с Дора Бакојани и с грцкото правителство и че 2008 година ли беше конференцијата в Букурешт за прием на Македонија в НАТО. 3-4 април 2008. 2008, когато не врнаха. Тогава човека полуде направо. Да. Изгуби се. Така е. Почна да ги гради тие антични овие паметници из Македонија и ние лека полека од българи, бугарофили, југославјани, почнавме полека да патуваме кам елини славофони. Значи, ако останеше на власт поне уште 10 години, што не е ништо необично за нашите пространства, ние всички обичаме да се врати Тито, Тодор Живков, Сталин, да се владее вечно, да нема промени, да не се ходи по избори. Така, ако останеше, веројатно ние днес ще бехме така нешто близки до елините славофони, на обшта радост на србите, да речеме, които грцките зверства да се заборавиат в Македонија. Малко хора уште могат да свидетелстват за нивните предци. А те, които дојдоја след гражданската војна в Македонија, след 1948 година, како припадници, некои не, но повеќето на ДАК, на Демократската армија на Грција, или кои се вратија пак од источните земји, од Ташкент, од Полска, од Чехија, тие беа согласни на всичко, само да не се българи. Тие беа најголемите и останаја најголемите антибългари од Македонија. Даже и србите се срамуваат од нив. По тој пат тргна Македонија. Затоа е Македонија сега таму кадето е. Затоа днес две деца, едното да е 6-ти клас, а другото да е 4-ти клас, заштото во еден период од 3 години, 4, се учили од две различни книги и не знаат точно чиј е Александар Македонски, кој бил Тито, кој бил Ленин, кој бил Тодор Александров, кој бил Иван Михайлов. Тие не. Две деца размак од две одделенија или 3 одделенија, денес да се сретнат, те не могат да се договорат. Кој каде припадна. Баш като домашното воспитание, влијанието на родителите. Така че Македонија в този момент се намира в една много сериозна ситуација во која таа подписала капитулација на всичките фронтове. Остава единствено да се победи на фронтот с Българија.